Континуиран недостаток на вода се случува на повеќе места во централното градско подречје во Штип. Најголеми проблеми се појавуваат на улицата Борко Талев, каде реакциите на граѓаните се погласни. 3 недели негде, да не бројам точно, ама 3 недели вода нема. Плаќаме редовно, вода нема. Работат, колку работат, што работат, не ми е јасно. Редовно да плаќаш, да немаш вода, да купуваш вода, ја за градинка сја на внуката, мора вода туба да однесу. Лична хигиена сноваѓаме се на рак. На рак. Од 14 век. Тоа проблема не е само и на вие кујки тука, без разлика на кој шо ко си мисли само тоа. Меѓутоа проблема и горе, и нагоре. Са бајлето баш имаше една жена кој шо расипали се и пералната, расипало и се и бојлеро, дошло малку да се дурка вода и прегорено. Проблемите во овој дел од градот во последните денови на Исер му одзедува многу време и напори, а проблемот се уште стои. Поради застарена водоводна мрежа повеќе од 50 години, имаме чести дефекти на оваа линија и одлучивме да вршиме реконструкција на истата. Значи, нашите работници целодневно се тука и вршат комплетна реконструкција на поцинкованите керамички цевки кои што се новој потек. Не можат да издржат водата, значи стари линии повеќе од 50 години. Заради тоа сега вршиме замена и повремено има престанок во водоснабдувањето. За неколку дена ќе завршиме комплетно со реконструкцијата, со што водоснабдувањето ќе биде стабилизирано. Борко Талев не е единственото проблематично место кое Исер го става пред свршен чин. Водоводната мрежа во Штипе е во катастрофална состојба и веројатно времето за генерално решавање на проблемот е дојдено. Она кое што е клучно и кое што сакам да го истакнам е дека во следниот период заедно со сите политички субјекти и чинители ќе разговараме за да ги искористиме средствата од самопридонесот пред се, за да немаме чести дефици, за да ги поштедиме нашите граѓани од нервози, но исто така и да го зачуваме здравието на граѓаните, имајќи предвид дека станува збор за повеќе од 50 години стари цевки, азбестни цевки кои што се штетни по здравието на граѓаните. И ова е суштински проблем кој што мораме да го решаваме. Во меѓувреме, од Исер убедуваат дека на сите случаи ќе работат 24/7, а директорот Трајче Здравков ги повикува граѓаните да ги пријавуваат сите дефекти. Доколку има некој проблем или дефект на некој потек од градот, апелирам да пријавуваат во ЈП Исер на нашите дежурни броеви, за да може нашите дежурни екипи кои што ги имаме 24 часа веднаш да излезат на терен и да го санираат проблемот.